Војната на Блискиот Исток влегува во третата недела, се војува со несмален интензитет. Додека Израел бомбардираше, илјадници луѓе излегоа на плоштадот во Техеран на демонстрации по повод денот на Ал-Кудс, годишен меѓународен митинг во поддршка на палестинците. Една жена загина во експлозија. Во исто време, напад во северен Израел оштетил згради. Во меѓувреме, Вашингтон потврди дека сите 6 членови на екипажот загинале во падот на американскиот авион за полнење гориво, кој се урна вчера во западен Ирак. Се работи за авион кој учествувал во операциите во Иран, но според Пентагон не бил мета на било каков проектил. War is hell. War is chaos. And as we saw yesterday with the tragic crash of our KC-135 tanker, bad things can happen. American heroes, all of them, and their sacrifice will only recommit us to the resolve of this mission. Во Ирак нападната била воена база со беспилотни летала. Во нападот загинал еден француски војник, а неколкумина други се повредени. И во Турција сирени се огласи од ран утрото во воздухопловната база Инџирлик, која користи НАТО во покрајната Адана. Амбасадорот на Иран во Обединетите нации во Женева, Али Бахрейни, предупреди дека војните бази во Европа би можеле да станат легитимни цели. Секоја воена база што се користи за напад врз Иран, вклучително и оние на европско тло, би можела да стане легитимна цел во средината на војната на Блискиот Исток. Американскиот претседател Доналд Трамп упати ново предупредување до Техеран. Внимавајте што се случува со овие пореметени ѓубриња денеска. Цената на нафтата повторно премина критичната граница од $100 за барел. Румунскиот теснес останува блокиран, а Вашингтон направи неочекуван политички пресврт, облажувајќи ги санкциите кон Русија и дозволувајќи можност да се купува сурова руска нафта што е блокирана на море, а со цел да се стабилизира глобалниот енергетски пазар.